почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, вице-премиерка, почитуван директор на ТИРС. Денеска ми е задоволство што извршивме увид во градежните активности овде во технолошко-индустријската развојна зона 2, која што е на површина некаде околу 97 хектари или втора по големина после ТИРС 1 зоната. И токму во овие моменти кога сме соочени и ние светот со оваа здравствено и социјекономска криза, одлучивме дека сите проекти кои што се однесуваат на инфраструктурата да ги продолжиме со едно силно темпо, и тоа се гледа дека и овде во ТИРС 2 интензивно се работи на инфраструктура, значи на патната инфраструктура, водоводна, канализациона мрежа, гасовод и се она што е потребно за инвеститорите. Идејата е на владата да направи се во овие моменти за да подготвено ги дочекаме инвеститорите во наредниот период после завршувањето на кризата. Знаеме дека денеска единствено се работи на започнатите градби кои што ги има и на инфраструктурата. Меѓутоа, кој ќе створи поповолни услови после завршувањето на оваа здравствена криза, таму ќе одат и повеќе инвестиции. И ние како влада сме определени да направиме се за да ги завршиме овие услови во ТИРС зоните и на тој начин да се подготвиме и за една поголема економска активност. Знаете дека овде во ТИРС 2 веќе функционираат неколку компании, Ванхол, тука ни е Дура Автомотив системи и уште неколку фабрики. Со завршувањето и комплетирањето на инфраструктурата, најавите за градба започнуваат и на преостанатите и веќе ќе продолжиме со активности и во ТИРС тројката зона, во која што исто така ќе понудиме поволни услови за инвестирање во државата. Многу е значајно да ги поддржиме овие ТИРС зони, ако имаме во предвид дека еве и оваа година некаде во првиот квартал извозот е околу 630 милиони денари или увозот имаме околу 556 милиони денари, што се бројки податоци за почит. Секако дека и тие ќе растат и понатаму, имајќи во предвид бројот на лица кои што ги вработуваат овие компании. Пред се станува збор за стручни луѓе, обучени, квалифицирани луѓе врз основа на стандардите на компаниите каде што работат секаде низ Европа и низ светот. Важно исто така да се напомене дека преку работата на овие компании во индустријските зони се прави една мрежа, еден ланец на компании домашни кои што ги поддржуваат во нивното работење и во инвестирањето, и тоа представува уште дополнителна обврска за владата. Да резимирам, значи владата ќе направи се што треба да биде направено во наредниот период за да многу полесно излеземе и од оваа економска криза, многу полесно да стартуваме, да имаме зголемена економска активност, да се вратиме силно на полето на инвестирањето, на зголемувањето на работните места, што сегашните податоци, она што сега го направивме како економски мерки, ветува дека ние ќе можеме да имаме и брзо враќање на економијата и раст во 2020.